Почитувани гледачи, во емисијата Нега и здравје разговараме на актуелна тема – коронавирусот, со доктор Светлана Трифуновска, специјалист по семејна медицина. Докторке, добро дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Така, коронавирусот е нов вирус, непознат за нашето поднебје. Најпрво да им објасниме на гледачите што представува овој вирус. Рековте, коронавирусот е непознат. Не би рекла дека е непознат, за коронавирусот се знае многу години наназад. Значи, актуелниот COVID-19 сега, значи што е толку актуелен и секаде присутен на сите медиуми, во сите електронски простори, каде и да отворите, значи се зборува за COVID-19. Најверојатно сакате да разговараме за тоа. Значи, COVID-19, што значи прво коронавирус disease, значи болести предизвикани од коронавирус. 19-ката ви значи дека прв пат е докажан пронајден во 2019 година. Сите знаете дека во градот Вухан толку доби популарност овој град во Кина сега со новите случувања. Се пронајде еден случај за кој сите доктори и научници не можеа да сватат што е причината за тие некои респираторни страданија, тогаш што се случија. Тоа беше декември 2019, за да веќе во ноември, во јануари, ми се чини дека 7 јануари, беше докажано дека причината на тоа заболување кај тој пациент представува COVID-19. Тогаш беше прв пат докажан изолиран вирусот. И така почна приказната. Затоа што беше нов вирус и се уште немаме доволно информации за овој вирус, настана ситуацијата што настана во Кина и знаете сите настани што следеа по тоа. Инаку, коронавирусите представуваат ДНК вируси, од групата значи на ДНК, каде спаѓа SARS и сите други актуелни вируси што се сеќавате имаше и предходно епидемии, со тоа што, знаете, овие се вируси за кои нема специфична терапија, COVID-19 е скоро, откриен се испитува на сите нивоа, впрочем, ќе разговараме, се надевам и во следните прашања, повелете, прашајте ме што специфично ве интереси. Така, ќе започнеме по нај редослед. Како се пренесува овој вирус? Како може да се пренесе од едно лице кое што веќе го носи вирусот на друго лице? За овој вирус не се знаеше ништо. Сега се предпоставува дека овој вирус всушност е пренесен од животните на човекот, значи тој живее кај животните, се предпоставува, значи се уште се предпоставки и сите испитувања епидемиолошки течат се уште од пазарот во Вухан. Инаку, овој вирус сега е докажано дека се пренесува многу лесно од човек на човек. Од човек на човек таа трансмисија е многу брза и лесна, практично и многу тешко е да се заштитите од една таква трансмисија. Значи, треба најмалце дистанца од 1,5 до 2 метри да се држи, значи поголема близина, посебно при кашлање и при кивање, многу лесно се пренесува, зашто се пренесува преку капков пат, просто кажано, и се останува и така вирусот и да живее и на предмети, и на раце, и секаде. Чисто едноставно треба да размислуваме за да не вршиме трансмисија меѓу нас. Значи се пренесува на многу лесен начин. Инаку треба да има една висока доза на експозиција, значи треба доволно вируси да има во средината за тој вирус да се пренесе. Ипак, наједноставно е да држиме една единствена дистанца, најмалку од 1,5 до 2 метра, иако секаде се зборува за 1 метар. Така, сега нели секој вирус има период на инкубација, каков е периодот на инкубација на COVID-19 и дали доколку лицето веќе го носи овој вирус во него, а нема симптоми, може да го пренесе на друго лице? Сите испитувања одат во насоки дека многу лесно се трансмитира, многу лесно се пренесува, многу лесно живее кај луѓето и многу почесто е во асимптоматска форма, односно човекот е без симптоми. Кога зборувам за човекот, докажано е дека кај помладата генерација многу полесно се пренесува и оди без симптоми, додека оние возрастни кои имаат над 65 години се поизложени на овој вирус, односно кај нив симптоматологијата, болеста, самата болест доаѓа до посебни стадиуми каде што тој пациент е тежок, кај тој пациент потешко настанува излекување, дури имаме и смртни случаи. Посебно треба да се внимава
кај пациенти што имаат коморбидитети, односно болести хронични, од типот на респираторни хронични болести, астма, хроничен обструктивен синдром и такви слични некои болести на респираторниот тракт, посебно пациенти со хроницитет од типот на диабет, на инсулинска терапија, посебно диабет тип 1. А потоа имаме пациенти кои што се со имунодефициентна состојба, се мисли тоа на оперирани пациенти од карцином, односно уште повеќе пациент што ви се наоѓа на хемозрачна и било каква друга продолжена терапија после карцином. Исто така има многу други болести кои што создаваат една имунодефициентна состојба. Впрочем, и ние како матични лекари ги добивме сите листи на хронични пациенти кои мора да бидат заштитени, односно изолирани од средината каде што работат и каде што функционираат, и издаваме посебни потврди врз основа на кои тие можат да бидат изолирани во одредена друга средина каде што трансмисијата ќе биде сведена на минимално ниво и практично на тој начин ги заштитуваме пациентите. Исто така треба да се разговара за највулнерабилната група, односно најосетливата група на пациенти над 65 години. Како што гледате впрочем на сите канали, на електронски медиуми, се апелира тие пациенти да останат дома. Се прават синџири на поддршка, да им се доставува храна, лекови, за да не се експонираат во средина каде што ќе бидат оптоварени со една контагиозност, односно во затворени простори, каде што најчесто представуваат од типот на маркети, на аптеки, за да не можат да се зголеми тој процент на контагиозност, односно да не се зголеми процентот на контакти со било каков пациент. Значи, многу е специфично што пациентот што ја пренесува болеста не мора да е болен. Значи, може да нема никакви симптоми, а да е трансмитер, односно вектор. Векторот ви представува пренесувач на заразната болест COVID-19. Така, веќе кога нели ќе се јават симптоми, кои се симптомите на COVID-19 и како да ги разликуваат? Нели со оглед на тоа дека веќе се уште постои сезона на грипови настинки, а започнува сезона на алергии. Ги има речиси слични симптоми како кашлање, но нели отежното дишење, но тоа сепак вие ќе ни објасните. Многу полесно ви се разграничува, пошто ја начнавте темата за алергии со инфлуенса-лайк синдром, што ги викаме ние, значи синдроми слични на инфлуенца, односно на грип. Многу потешко се разликуваат типовите на грипови, односно вирусите со нивната симптоматологија во склоп на еден таков синдром. Значи, ја би пробала да ви ги разграничам, но еве, од функција на еден матичен лекар, на еден семеен лекар, на било кој од колегите, значи клинички многу и не можете вие да бидете сигурни дали пациентот ви е носител на тој коронавирус. Впрочем, и самата симптоматологија, клиничка слика е многу слична и веќе ќе издвоим најчести симптоми. Првиот симптом што најчесто се јавува, тоа ви е сува кашлица, потоа една треска. Исто така, во таа треска може да се јават и слични симптоми како главоболка, болки по тело, многу поретко издвоено. Исто така, карактеристичен симптом за COVID-19 ви е останување без див или тешко дишење, што е во фазата на некоја друга средна, односно потешка клиничка слика. Сега како? Пациент што ќе почувствува дека има покачена температура. Сакам просто јасно да им објаснам на пациентите што е покачена температура. 37,5 и повисока ви е покачена температура. Имате сите дома термометри, не треба да се напушта просторот каде што сте безбедни, треба веднаш да се јавите на својот матичен, семеен или кој да ви е избран лекар и да се посоветувате што понатаму. Советите што следат зависи од тоа дали пациентот има покачена температура, кашлица, болки во тело, во која насока одат симптомите и дали тогаш во тој момент вашиот лекар ќе ве запраша за епидемиолошката анкета, не ја викам. Ќе ве запраша дали сте биле во контакт со некој заболен, што знаете дека сигурно има коронавирус. Ќе ве запраша дали во последните 14 дена сте допутувале од некоја ризична земја. Сакам да го појаснам терминот ризична земја. Секој момент се зголемуваат бројките.
На почеток имавме многу мала листа официјална на ризични земји. Знаете, почна Кина, па дојде во Европа вирусот и списокот беше многу мал. Сега првите неколку земји што ви се на врвот од Кина, Италија, да не ги набројувам другите, ги знаете, имамте сите официјални бројки, веќе бројката е под петоцифрена на заболени. Значи, бројката на смртност меѓу Италија и Кина веќе се изедначува. Така да значи, ризикот е многу голем. Сега ви влегува во земји со висок ризик, Норвешка, Данска и одреден број скандинавски земји, да не ви ги набројувам. Значи, бројката е четирицифрена кај нив. Веќе и не е интересно да се кажуваат бројки, се од момент во момент ви имате нови бројки. Се менуваат постојано, да, така. Ако на почеток ни беше интересно да кажуваме бројки, повеќе не. Затоа што пандемијата зеде големи размери. Вие знаете дека на 11 беше прогласена пандемија од Светската здравствена организација. И би сакала, може би, да објаснам што значи пандемија. Пан значи многу се, а демо, знаете, значи народ, луѓе, значи кој ќе зафати одредено подрачје во светот, он има точно Светска здравствена организација критериуми со кои бројки, во кои размери треба да се постигне некоја бројка за да се пријави како пандемија, односно распространетост на целата територија. Така да, во услови на пандемија, еве и нашата земја прогласи ред некој ден вонредна состојба и сега имаме нови мерки на постапување и се чека од секој момент во момент што може понатаму, во која насока ќе се одвива целата ситуација со пандемијата. Така, кога веќе ги споменавме телефонските броеви дека можат да се јават, значи доколку почувствуваат симптоми на отежнато дишење, висока температура и треска, да се јават во Центарот за јавно здравје Тетово на 075 240 464 и во подрачната единица во Гостивар 076 365 161. Значи, овие телефони се постојано достапни на интернет, значи на Министерството за здравство, и од тука препораките да се читаат само проверени информации од надлежните, така? Не, ја друго нешто би апелирала, ги кажавте бројките, тоа е прекрасно, за да знаат пациентите, често не прашуваат дека не ги знаат, но прво и единствено што треба да направи секој пациент, што е дома, болен, не болен, што сака било што да не праша, е да се јави кај матичниот доктор. Зошто? Овие броеви што ги кажавте. Значи, не смееме да ги оптовариме од сите пациенти за било што да им се јавуваат на колегите. Верувајте, колегите се нонстоп зафатени и нонстоп се справуваат со посебна група на пациенти. Тоа би апелирала. Значи, прво, да се јавите кај вашиот матичен доктор. Ако има потреба да се јават таму пациентите, ние им кажуваме. Значи, има точно одредени патеки на постапување. Не може било кој да се јавува на тие телефони со цел да ги растеретиме колегите на тоа ниво. Тие се презаморни, одат на терен, имаме многу пациенти во самоизолација, вратени од критичните региони, така да не би рекла дека било кој да се јавува. Така, затоа што нели цело време на медиумите се кажуваат овие телефонски броеви. Значи, насоката е прво на матичните лекари. Прекрасно е што ги кажавте, никој не ги знае, али првата линија на борба ќе бидат матичните доктори и точните информации да се добиваат само преку матичниот доктор со цел да го заштедиме времето и здравието на колегите што се најекспонирани во моментот, колегите од епидемиологија, инфектолозите, и да не ги набројувам сите колеги што работат во ургентните центри, значи најекспонираните колеги да имаат помалку работа е важно, затоа ние треба да ја направиме главната превенција. Пациентите тоа што треба да направат за да ни помогнат, да останат дома, ја ќе кажам и посебни препораки, најверојатно при крајот на емисијата. Така. Сега продолжуваме да зборуваме нели за COVID-19, така. Како се поставува дека некој пациент е позитивен на COVID-19, како се потврдува и како се лекува, каков е третманот понатаму? Пациент што има COVID-19, односно што има симптоми слични на инфлуенца и што ќе се посомневаме дека може би има,
таков вид на вирус, и ако имал контакти со болен од ковид, или ако се вратил од некоја ризична земја, или бил во некаква самоизолација и уште 2-3 работи, да не ги набројувам, значи што треба да ги следите матичните лекари, тогаш ние како матични им кажуваме на пациентите да се јават на телефониве што ги вие сега објавивте, и во консултација со колегите, значи ние не, колегите од епидемиологија, инфектологија и другите специфични гранки одредуваат дали ќе се прави тестот или не. Тестовите се прават во јавни институции каде што точно се одредува дали причината за тоа заболување представува ковид. Зашто вие кога го работите тестот си имате тука и повеќе вируси ќе најдете во моментот, но дали е причината, многу е специфичен тестот, затоа треба точно да се знае каде да се направи и дали треба и кога да се направи. Апелирам да не инсистираат пациентите сами да одредуваат, да не вршат притисок на колегите дека ете сега мора да се направи тој тест или не мора. Колегите прават тест, се зема бриз од нос од грло, назофарингеален тој е бриз, може да се направат неколку дополнителни испитувања од крв, од типот на имуноглобулини, не ве замарам со таа диагностика, и ако и се докаже дека е позитивен тестот, и ако пациентот има симптоми, веднаш се пренесува на некој повисоко ниво. Моментов ми се чини дека ги прифаќа клиника за инфектологија, но патеките се менуваат од ден на ден, зависно од тоа колкави се капацитетите, колку има пристигнати заболувања, значи да не се ограничуваме сега на некои патеки што секој ден се менуваат, така да, значи пациентот зависи која состојба. Може да се докажете како што имаше здравствено работници потврдени со ковид, што биле експонирани, но кај нив асимптоматска е болеста, односно нема никакви симптоми. Тогаш препораките се да си стои вдома во самоизолација, да се намалат контактите, ако може да се ограничи пациентот во своја просторија, ако може да има посебно WC, хигиенските услови да му бидат значи на највисоко ниво, да нема многу контакти со домашните. Се разбира, при тоа се размислува и домашните дали ќе се тестираат или не, колку биле во контакт, значи се размислува епидемиолошки каде бил, со кого бил контакт, за да се види тоа што се случувало и каква била трансмисијата на оваа болест. Се зависи од нивото на симптомите. Значи, од никакви симптоми, асимптоматски, до најтешки симптоми може да предизвика овој COVID-19. Ако сакате да зборуваме за крајниот исход, односно за оние пациенти, најчесто до сега се знае дека што се над 65 годишна возраст и со коморбидитети, респираторни, срцеви, хронични заболувања, диабети, хипертензии и слични, некои имунодефициентни би рекла заболувања, најчесто таквите пациенти за жал завршуваат со една тешка клиничка слика од типот на пнеумонии, од типот на акутен респираторен дистрес синдром, каде што се пациентите во една тешка состојба, каде што сатурацијата на сите гасови значи е многу во лоша состојба, и за тие пациенти се размислува дали да се поставуваат, да не се поставуваат на респиратори. Гледате колегите сега најсвежо и најблиско ни е Италија, во тешки борби се за тие пациенти да обезбедат доволно опрема, доволно респиратори, доволно здравствена поддршка. Сите колеги помагаат, така да борбата тука е на првата линија. Значи, овој COVID-19 предизвикува едни тешки последици на респираторното крило, респираторно страдание, дури и после излекување на болеста се знаат случаи каде што има големо оштетување на белодробието и каде што е намалена функцијата на ниво на белодробните крила, така да значи може да се доведе до тешки заболувања, дури за жал има и доста смртни случаеви, така да мора да се внимава да се ја заштитиме таа популација на граѓани. Сега она што е најважно во сета оваа ситуација е превенцијата од понатамошно ширење и мерки за заштита. Како да се превенира? Кои се советите на медицинските лица?
Најчесто поставување прашање е тоа дали да се користат маските како една од заштитните мерки. Како правилно да се употребуваат? Прво би проговорила колку не штитат маските. Значи, маската како маска, имам повеќе типови на маски. Најобичните хирушките маски штитат од некој контакт, но дали поминува вирусот? Да, поминува, низ многу од маските поминува вирусот. Така да, што помагаат маските? Маските најмногу ни помагаат за болните лица. Некој ќе рече, па да, болно лице со ковид нема да ви шета низ град. Апсолутно нема да ви шета. Можеби не знае дека го носи. Убаво кажавте, не знае дека го носи. Има многу асимптоматски случаеви кои не се потврдени. Има пациенти што уште дошле, да кажеме, на аеродром, па би требало да не се сигурни, дошле од ризични подрачја. Кај таквите пациенти се препорачува да имаат маски. Значи, кај сите што се сомневаат или пак е препорачено да носат маски, да. Кај пациенти што не се во затворен простор, не би рекла пациенти, значи би рекла кај сите луѓе што не се во затворен простор, што не престојуваат во... Сега се труди и самото Министерство, и целиот здравствен систем, и сите колеги што помагаат, и сите, значи, тука вклучени се вооружени сили, полиција и други лица што помагаат да не се формираат групи, значи, али ако се најде во некоја средина, во маркети, тука може би еден дел, може би малце би помогнала маската во случај некој да кашла, да кива и да сте во растојание помало од метар и пол. Значи, најмало препорачено растојание по новите светски стандарди е метар и пол до 2 метра меѓу луѓето, со тоа што престој од повеќе од 15 минути во затворена просторија, каде што има луѓе, односно каде што има некој што е можеби сомнителен или асимптоматски пациент што би пренесувал потенцијално една таква вирусна инфекција, не би требало да се престојува повеќе од 15 минута. Заради ова би апелирала кога посетуваат маркети, кога доаѓаат кај нас, кога влагат во аптеки, доктори, кажав, маркети, најчесто таму сега се движат луѓето, дури и банки, и некои работи кои што не се неопходни, да не престојуваат повеќе од 15 минути и да си ја држат препорачаната дистанца. Дури ако немаат маски, трансмисијата е скоро невозможна. Значи, многу е важно да разберат во кои рамки треба да се движат и како да се однесуваат. Понатаму би зборувала, освен за овие маски, што тешко се наоѓаат деновиве, би зборувала и за хигиената на секој поединец. Прво и основно треба да знаете да миете што почесто раце, да размислувате кога вашите раце се контаминирани, односно кога сте допреле некоја потенцијално контаминирана површина, предмет и било што. Штом вие допрете, не смеете да ги ставате рацете на уста, на нос, на лице, на било каде, да барате прва прилика кога ќе вие ги измиете со сапун и вода рацете. Тоа е наједноставниот метод со кој овој вирус се уништува. Самиот вирус може да ви живее на подлоги доста долго. Порано не бевме сигурни колку, сега има сигурни проверени информации, на некои подлоги може да живее дури и 9 дена. Затоа се препорачува површините што се во вашата близина да се дезинфицираат со алкохол и алкохолни средства. Значи, добро е што брзо овој вирус се уништува, така да не би требало да представува проблем, освен да се размислува со него. Кажав, пациентите што се во самоизолација да ги почитуваат мерките, кај нив нивото на хигиена е на многу повисоко ниво и самите колеги од Центарот за јавно здравје им посочуваат што треба да прават. Значи, кога ќе дојдете во некој стадиум на самоизолација, доаѓаат доктори, ве проверуваат дали имате симптоми, дали сте болни, тоа е процедура, патека по која морат да бидат пациентите, да се приклонат и да бидат послушни на препораките на докторот. За обичните луѓе
кажав, мора да се држи дистанца, хигиена на високо ниво. Ако кивате, кашлате од било кои причини, дали се тоа алергиски или било кои други причини, вие мора, има секаде објавено како вие да се заштитите устата и носот, да не дојде распрскување на тие капки во средината, односно во некој поединец што се наоѓа во моментот околу вас. Ако користите марамчиња, да си ја затворите устата, носот додека кивате, со тоа што после употребата марамчето да си оди во специјално затворена корпа за отпадоци, да се празни таа корпа почесто и гледам не почнале скоро цело време одредени поединци си носат и ракавици заштитни. Тоа ми беше и следното прашање, нели ракавиците и маските се за еднократна употреба, но може да забележиме поединци кои што маската ќе стават на гуша, а повторно потоа на лице. Или ракавиците ќе ги извадат, ќе ги стават во джеб, па кога ќе излегуваат повторно ќе ги стават. Какви се препораките во таа насока? Ме прашавте и претходно како се користи маската. Многу ми е жал што во моментов тука немам маска со мене, да ви покажам. Значи, на горниот дел од хирушката маска, што и најчесто ја имаат пациентите, имате еден дел каде што е... За прицврстување. Да, значи тој дел се принесува на носот, мора носот да биде затворен, некако некој што покажуваат грешно дека само устата. Кога ја затварате вие само устата, вашиот нос практично не е заштитен, односно вие не ги заштитувате другите со носењето на таа маска. Колку толку една таква маска, ви кажав, ќе ве заштити само ако се сомневате дека може некому нешто да пренесете и ако сте некој ризичен преносител, односно ако сте во многу голема близина со многу луѓе во затворен простор, посебно ако престојувате подолго од 15 минути. Маската се носи на лицето, додека ракавиците исто така се користат со тоа што ми имате прилика, што поскоро треба да ги замените со нови. Често менување. Значи, да, не може вие да носите една маска, не знам, недела, дена, 2 недели, како да ви кажам, така да веќе таа маска е контаминирана. Во таа насока исто треба да се размислува и без разлика што носите ракавици, што ми имате прилика, вие ги симнувате ракавиците, со тоа што не допирате никоја со друга блиска површина, ги одлагате во корпа за отпадоци и си ги миете темелно рацете. Многу тешко е да размислувате кога имате маска да не го пипкате лицето. Може да имате маска, да немате ракавици и многу често се поместува таа маска, се клизи низ лицето и вие практично со контаминирани раце си го чепкате лицето. Исто така, еден друг момент би предложила да се размислува очите. Многу често се чешат очите, се пипкаат, нели може да има дури лицето некакви други алергии и други слични болести и пак се користи тој исто. Значи исто и тоа е начин на пренесување, така да има повеќе моменти за кои треба да се размислува тука. Така. Може и не ги опфативме сите, ама веќе се потрудам низ целиот разговор да се надополна. Ги споменавте маркетите. Нели сега има зголемена посетеност на маркетите во услови на една паника која што нели не треба да биде, бидејќи надлежните велат дека има доволно храна за сите, доволно хигиенски средства во маркетите. Како да се заштитат вработените во маркетите, во кои што постојано циркулираат голема бројка на луѓе? Тука треба да размислуваме за сите, и за потрошувачите, и за добавувачите на храна, за жал и за вработените во маркетите. На многу нивоа ни треба размислувањето. На ова ниво сигурно многу повеќе размислуваат моите колеги од Центарот за јавно здравје, но и веќе се потрудам што би можело тоа да значи. Вработен во маркет, штом ќе влезе, сега зборувам од индивидуалната заштита, инаку има и колективна заштита, нели прскање, одржување на средини, а сега зборувам, ме прашавте за вработените. Так. Вработените би требало да носат маски. Би требало да носат ракавици. Неоти многу ќе ги заштитат, но тие се нон-стоп експонирани, тие се во една средина
кои што престојуваат обично по 8 часа, најчесто во таа средина имате ајде да кажам голем број на потрошувачи што можеби и не се распоредени во мали групи, така да мора да се размислува на секакво ниво, плюс тие потрошувачи киваат, кашлат, не се заштитени сите со маски, болни, не викам дека сите се болни од корона, но прво да размислуваме за било каква хигиена, а после за коронавирусот, така да и самите површини се контаминирани, и самите производи се контаминирани. Сега зборувам и од ниво на потрошувач, и кога ќе дојдат самите потрошувачи дома, треба да размислуваат, да ги пребришат, да ги премијат производите, во каква состојба ги користат, дали тоа се спакувани производи, дали не се, што прават со рацете, како прават, значи треба да се размислува за се. Така да прашавте вработените, додека се на работа, мора да размислуваат за првенствено самозаштита, а потоа заштита и на потрошувачите. Ова е многу покомплексно прашање од колку што ви одговорив, затоа викам со ова прашање повеќе се занимаваат центрите за јавно здравје, затоа што точно има одредено како се чистат, како се прскаат, колку долго, дали ќе влегуваат подреден број на лица, да, веќе има и мерки за да се пропуштаат одреден број фантастични мерки, затоа што треба да им ја зајакнеме свесноста на сите луѓе дека тие се самите тие многу ќе им помогнат на здравствените работници да не отиде пикот на заболени многу високо, што ниеден здравствен систем во светот не може да го издржи. Значи, ако оди во епидемијата, односно пандемијата на ковидот, еве барем зборувам во нашата земја, тука сме ние, тука функционираме, многу поедноставно ќе се справиме со овој вирус. Така. Сега, како функционираат матичните лекари во оваа ситуација? Матичните лекари во оваа ситуација има точно одредени правила како да се однесуваат со пациентите. Најчесто најголем број од пациентите се јавуваат по телефони, прашуваат, се консултираат, бараат помош за било која инфекција, апелирам за било која покачена температура, кашлица, преска не го зачнавме прашањето, ме прашавте, не стигнав да објаснам за алергиите, значи било што да се случува со пациентот. Прво што треба да се направи да се контактира матичниот лекар. Амбулантите се, да кажам, во овој момент преоптоварени. Не би рекла толку многу со пациенти што влегуваат на дневно ниво, колку со обврски и реорганизација на самата матична амбуланта. Во која смисла? Во смисла на капацитетите на секундарно ниво се намалени. Значи, вие сега немате хронични пациенти што одат за било што, за било каква контрола, за преписна терапија, дури и боледувањата, им добивме повеќе ингеренции за да поминуваат кај нас пациенти, дури и телефонски се јавуваат, ни кажуваат симптоми, имаме одредени ингеренции како што можеме да постапуваме, што порано сме ги немале. Сега е вонредна состојба на пандемија. Исто така, матичните лекари, целиот пристап до фондот за здравство го покираат. Што значи тоа? Пациентот веќе не оди за ортопедски помагала, за боледувања и за било какво доставување на документација, тоа се оди електронски преку матичниот лекар. Се што може да се реши на примарно ниво, не се испраќа на секундарно ниво. Се трудиме капацитетите на секундарно и терциерно ниво да бидат максимално растеретени колегите, за да можат да одговорат на некаков тип на зголемување од типот на морбидитет од COVID, односно од некои такви слични состојби. Значи, колегите од секундарно ниво и терциерно примаат само итни пациенти, кај што не смее да има одлагање во терапија, во новонастаната состојба или било каква некоја итна состојба што самите ја проценуваат. Така да ние како матични се трудиме да бидеме линија прва на отпор, за да им помогнеме и на пациентите и на колегите да го поминеме што побезболно овој посебен
специфичен период за сите. Така сега во услови на паника, нормално е да чувствуваме вознемиреност, бидејќи нели не знаеме како да се справиме со оваа ситуација новонастаната за нас. Кои се советите од медицинските лица, од вас лекарите, како да се смират луѓето, значи да не креваат паника, нели психичкиот дел како да го смират? Не е само новонастанатата состојба, туку ја би рекла дека сега сите луѓе се повеќе дома и ги слушаат препораките најголемиот процент. Имате голем дел од пациенти што се вратиле од странство, се и во самоизолација. Имате многу често достапни електронски медиуми, телевизии, значи се читаат секаде истите вести. Сега во ера на електроника и во ера на интернет достапни ни се информации од целата земја, буквално од целиот свет. Ја би апелирала да не толку се следат многу и слепо да се верува во се што ќе се прочита, затоа што треба да сочуваме еден мир, една смиреност, една позитивна енергија. Впрочем, докажано дека и тоа влие на нашиот имунитет. Што имате вие голем стрес, вашиот имунитет паѓа. Значи, вие може овој период да си работите на подигнување на својот имунитет. Една од причините, кажав, да нема стрес, односно, што може да направат практично пациентите? Да си го најдат својот вентил, односно причина за задоволство. Некој ќе си прочита некоја убава книга, некому представува задоволство да исплете некој джемпер. Значи, ние не можеме да ги одредуваме нивните да го креираме нивниот ден, може самите значи, тие треба така. пациентите да се наполнат со позитивна енергија. Ако имаат услови да одат во шума, некаде каде што нема луѓе, најголемите полначи на имунитетот и на позитивната енергија вие шумата, вода некаде, каде што знаат дека нема да има, или тоа ќе биде во некое пристојно време, кога нема во група помалку од 5 лица, сигурно, според препораките. Апсолутно, и тоа е многу битно, да си ги најдат своите активности со кои си имаат на дополнување на својата позитивна енергија. Може би некому представува задоволство нешто друго да направи, да дома готви. Креативност, апсолутно, да. Така да не навлегувам во тоа, али секој да си ја пронајде својата позитивна енергија со која што и дополнително, што би можела да кажам за зголемување на имунитетот, што игра посебен значај во овој момент, затоа што нема специфична терапија, ќе се надовржеме уште еднаш на терапијата на овој COVID-19, затоа што нема точно одреден лек. Што може да се направи? Прво што може да се направи да го подигнеме имунитетот. Тоа ви значи да си користите зеленчук, овош е витаминска исхрана, дополнителни витамини, ако мислите дека треба да ги земате, цинкот, евентуално би го спомнала со витамин С. И така да, кај пациенти што имаат имуносупресија, односно и така имаат намален имунитет, има специфична терапија, но би рекла да се посоветуваат со својот матичен лекар. Може многу да се направи во зголемување на имунитетот, со што ќе се избориме полесно со самиот вирус. Исто така би спомнала дека преска ме прашавте за терапијата. Специфична терапија за COVID-19 не постои. Лек за вирусот COVID-19 нема. Има истражувања на многу нивоа. Значи, многу институти работаат во светот на изнаоѓање на лекот. Некои го користат ова лекот против маларија како извор, некои одредени специфични лекови за ХИВ, што беа. Има многу истражувања. Ама постои нешто друго во науката. Треба да помине одреден период, одреден тип на истражувања, лабораториски на животни, на луѓе, за да помине тој лек во употреба, така да фармацевските куќи да стигне да се продава, значи по одредени аптеки, односно видовте пред некој ден имаше видео дека една жена ја прими дозата на вакцина за COVID-19. Се додека не е таа пуштена во употреба масовна,
за нас докторите не постои лек специфичен. Значи во моментов нема вакцина што може да ја употребиме сега одма и лек што е сигурно докажан дека действува против COVID-19. Тоа значи дека терапијата е симптоматска, тоа значи дека огромен број од пациентите ќе се лекуваат во услови дома, ќе земаат терапија од типот на парацетамол и да не фаворизирам сега фармацевски куќи да кажувам други имиња, антипиретици, да не ме разберат пациентите, кажувам парацетамол евентуално на 6 часа ако има температура и како што ќе се развива клиничката слика, ќе добиваат совети од матичните, пак апелирам да биде по телефон. Штом се почувствува потреба дека треба тој пациент да биде пренесен, да му се покаже друга ниво на нега здравствена, ќе биде пренесен, препратен, преземен од службите или како и да е во повисоки инстанции. Се надевам дека ќе има се помалку луѓе на кои што ќе им треба специфична поддршка, односно каде што ќе мора да се однесат во болнички услови и да се подржат пак со симптоматска терапија. Специфичен лек за оваа болест нема. Затоа е и целата приказна од колегите што се уште да кажам несигурни во врска со оваа болест, затоа што очекуваме нови испитувања, очекуваме да се види колкава ќе биде конечната бројка на пациенти заболени, умрени. Значи, до сега се шпекулираше со полно бројки. Не викам дека се шпекулираше, но самите епидемиолози прават пресметки да во според типот на издвоени потврдени случаи. Умрени случаи, односно морбидитет однос према морталитет на пациенти, со тоа што ја одредуваа смртноста од овој вирус. Се движеше, да кажеме, од 2 до 3%. Но излегои одредени научници што работаат на точно оваа проблематика, па кажуваат дека многу асимптоматски случаи не се верифицирани, дека многу пациенти не се издвоени како дека се починати од оваа болест, па така да обсегот е некој друг, па се верува дека бројката е, се надевам, и многу помала од овие проценти што се кажуваат. Така да, значи, сите се трудиме, помогнете им на докторите, седите дома, знаете, има полно кампањи, барајте помош, поставувајте прашања, достапни сме цело време. Прво, јавете се кај матичните доктори, тоа е мојот голем апел. Така. И за крај, како жител на Тетово, нели постојано се движите и низ градот секако до работа и да ги направите вашите потреби, една оценка дали населението ги почитува препораките? Населението тешко дека може да ги почитува 100% препораките, но ме радува фактот што почнуваат да ни се менуваат културолошките навики, исто така ни се менуваат хигиенските навики, што е за поздравување. Значи, пациентите секој ден се се посвесни за себе и за другите. Значи, се развива она чувство на емпатија дека треба да им се помогне и на другите. И се повеќе се гледа дека размислуваат луѓето што можат да допринесат за колективното здравје, прво за индивидуалното, после и за колективното. Тука би ги поздравила сите колеги што неуморно работат, исто така би ги поздравила колегите подзаборавени од превентивно ниво, односно би кажала нешто друго. Размислувајте превентивно, размислувајте пред да се појави болеста, за да не дојде до болест. Тој момент не сме да се заборави никогаш и треба да им помогнеме на колегите за да се ја вршат нивната работа непречено и оставете на нив да решат што понатаму, само слушајте ги препораките, тоа би бил исто воедно и мојот апел. Така. Ви благодарам на учеството во оваа емисија. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, на вас останува да ги почитувате препораките на надлежните, да останете дома покрај малите екрани, еве наш предлог да ги гледате нашите емисии, нашата програма.